Пат Капенстон, Миконос, Теон, Миконос. Наташа ги измеша шеивите што се дешава. Ја качана на маса, пијам, журка правам. Добро, шо ти е, сестро? Ги измеша шеивите, кајте шо имаш пиено? Не дека ние сме дел од Beauty Разраб. Како тргнам ја? Те гледаш не може повеќе. Како се он знае да одлуми, не знае ни. Ја сам се уканалил. Секој маж треба да има средства за да задоволи една жена. Ако нема средства, тој да е лепотан дечко, не може да фати девојка. Одат на дейт, пола дела, винете вака сите момци, меѓутоа фатете си дечко. Знам да се заљубам во милионер, знам да се заљубам во некој што нема. Значи јас се заљубувам во душата, не се заљубувам во парите. Тие што требало да плаќаат сметка, а не сум сакал да платам, платили. Добро вечер, Македонија, добро дојдовте назад во вашата омилено Stars TV шоу. Така е, Емче, убава вечер, убава и пријатна вечер ви посакувам. И јас, како ни се наближуваат некако празниците, сите сме повесели, поенергични, порасположени, понасмеани. Јас и Емче вечерва сме спремни да донесеме позитивна енергија во вашите домови, заедно секако со нашите гости. А ќе започнеме со една прекрасна дама, која што зрачи со самодоверба. Што тоа значи ќе погледнете во продолжение, затоа што ќе ја поканам Наташа Петровска да ни се придружи во нашето студио. Браво! Како сте вие двете искомбинирани некако заедно? Како сте? Прекрасни. Како си? Може да си седнеме сега? Може. Ајде. Тука? Наташа, морам да ти кажам дека навистина прекрасно изгледаш. Ете тој коментарот сега што го доби тука од нашата публика, јас ќе го потврдам. Навистина прејака. И ти исто. Ти благодарам. Прв пат си во нашето студио, еве како се чувствуваш? Многу ми се свиѓа, многу е убаво. Да, баш убав амбиент, навистина. Ми кажаа дека многу сакаш сама да се шминкаш, сама да се фенираш, дека тоа ти е баш професионалност, па да те прашам дали е Те точно. излажам. Те излажам, никогаш не се шминкам сама, не знам да се шминкам. Стално го молам другар ми Даниел да ме научи, ама вешто избегнува, така да мора он да ме шминка. Јас се шалам, знам, ова ми го кажаа точно, мајде реков да видам може ќе се пофелиш сама, не знам. Кажи ми колку ти годат комплименти вака кога ќе ти дадат комплимент? Знаеш ли да примиш комплимент? Знаеш ли да дадеш комплимент? Без разлика дали е од жена или од машка. На секого му годат комплиментите. Мене ми годат секако дека ми годат, меѓутоа порано многу се срамев кога добивав комплименти. Јас можеби делувам самоуверена, меѓутоа не сум. И многу се срамев кога добивав комплименти, се збунував, не знаев како да одговорам. Сега веќе знам и на комплимент одговарам со комплимент, не лажам. Ако го мислам истото, нормално го кажувам истото и ми прија посебно од жена кога ќе ми даде комплимент, многу ми се мислам. Ти е добро дојдено, така е, така знам е. дека е искрен комплиментот. И сега сакам да те прашам, заради тоа што ете важиш за убава жена, важиш за ете како што кажав и претходно самоуверена жена. Колку тие жени се мета на критики? Колку пати си била мета на критика конкретно ти? Заради изглед, заради облека, заради некогаш можда провокативност малку или било што? Многу често сум мета на критика. Да, можеби за провокативност некогаш знам да се облечам малце попровокативно, па стално знаат да ме критикуваат. Обично исто жени. Жените критикуваат најчесто? Жени ме критикуваат, да, ме критикуваат и мажи. Мета сум на критика, како што кажа, порано веќе со текот на годините се учам да се носам со некои работи. Порано многу повеќе ме допира тие критики и нели стално. Со текот на годините сватив дека не можат сите да те сакаат, значи мора некој да те хејта и да некој да те сака. И сега веќе тоа го сваќам многу нормално. Знам каква е нашата нација, нашиот народ, дека се сака да се критикува. А ти критикуваш? Па јас се трудам да не критикувам. Искрено се трудам. Не дека не, сум критикувала, јас критикувам веројатно, јас сама несвесно, кога ќе се фатам себе си дека критикувам и дека сум како оние одвратни хитарки и фрустрирана жена, не сакам да бидам. И стално им кажувам на пријателите околу, ако ме фатите дека сум таква, ве молам, кажете ми да престанам. А тоа е човечки, знаеш, стално кога во нас се раѓа нешто кое што сакаш да искритикуваш некого, обично критикуваме луѓе кои ни допираат до нас. Значи нешто мене ми се допаднало, па го гледам тој, па ајде сега ќе го коментирам или таа. И затоа не сакам да критикувам, ако немам нешто пофално да кажам, се трудам воопшто и да не кажувам. Критикувам некогаш, признавам, меѓутоа се трудам да не. Сега критиките ќе ги оставиме на страна, затоа што јас имам уште пофални зборови, а тоа значи дека друштво на Наташа ќе прави најконтроверзниот
мејкап артист Даниел Николовски. Ајде да наплуси за Даниел. Ајде, вака домакински зубава најава. Макински. Аре, мораш иначе да ми кажеш зошто најконтроверзен. Не сега, јас ке те прашам зошто, само... Денеска ти прашуваш и јас слушам. Ете така. Натка ја, Ти видов ме, јас одговараш? се извинувам што вртам грб вака на Зошто не се поздрави со Наташа? Затоа што јас ја доведов во студиото. Од кај мене од студио дојдовме тука. Ајде да бидеме наши и своји денес, не фейк. Може. Така. Јас реков, чекај сега што е тука, ги прескокне Јемче, тука ја занемари Јемче ја воопшто. гушна прва, пред да те гушнам тебе. Добро, ова го излажа 100%, ама нема Јемче дали врска. излажа? Он не лаже, боже сачуве. Не. Даниел, Не. Даниел да лаже? Нема шанса, Леле, ама ме теоретска. нападнавте, јас само сакав да кажам штубаво друштво, убави дами, убава енергија, Точно. новогодишен амбиент. Ајде малку попозитивно. Еј, Нема ама да критикуваме, гледај сега како ни ги затвори устите на двете, прав политичар. да. Или никако. дипломат, Не, ајде, све дипломат, нека бидам дипломат. политичар, да не бидам контроверзен, нека сум политичар за нив. Кажи ми, ета, дали ти се допадна најавата? Контроверзен, мејкап артист, многу интересно ми звучеше и заради тоа го употребив. Знаеш како? А па и си, да ти кажам право. Тоа, знаеш, тоа се некои епитети што публиката може да ги каже. Јас себе не се доживувам така, баш се доживувам како еден многу нормален, скромен, па едноставен дечко, ајде да кажем. Скромен момент. Сакам да ви кажам дека Даниел сакаше да дојде со бунда и од долу гол. И ми текна Дали едно е тоа нешто. скромен? Дали знаеш на што се сетив? На што? На моментот банка по банка, да не именувам која банка, а што по што бунда и си реков не. Добро, И си јас реков не, ајде. Се шегувам, не, сакав да Никако. дојдам така во едно многу интересно модно издание. Меѓутоа никако со Натка се договаравме што да облечеме, ајде да сме колку толку мечен, па одлучивме вака новогодишно, ајде да кажем елегантно, софистицирано. Ајде кажи ми сега за контроверзноста. Дали пример се сметаш на вистина за контроверзен? Затоа што немаш проблем да зборуваш за било која тема и да си кажеш мислење при тоа за исто. Так, Јас заради тоа го искористив тој избор, ако може да се знам дека искористи. беше во позитивен контекст, така и те разбрав, јас само се пошегувам. Иначе не, искрено не се сметам, за искрен да, само поради тоа што јас имам секогаш некако, ајде да кажам, доблес да го кажам тоа што го мислам, да дадам ајде еден реален суд за работите кои што се случуваат секаде околу нас, иако мислам дека и на нас сите кои што имаме на некој начин јавна професија, ние тоа е и одговорност. Така е. Нели општествена одговорност, а тоа и не сметам дека сум контроверзен, туку искрен. Долги години сте пријатели, 20 и преку 20 години. Сега, дали сте спремни вие двајца вечерва да ги откриете најмрачните тајни токму овде? И имате ли мрачни тајни? Јас ќе оставам ова Натка да одговори. Може. Јас сум секогаш онака транспарентен. Он е транспарентен, ама и јас сум транспарентна. Така е, така е. Јас и Даниел имаме многу слични особини. Уште кога се видовме прв пат се препознавме, се заљубивме на прв Да, поглед. да. Затоа што сме многу слични, стварно сме многу слични. И у принцип ни јас не сакам да лажам, нити тој лажно моралисува, нити јас лажно моралисувам, нити сме дури премногу искрени. Пак ќе се надоврзам, некако животот ти носи луѓе, некои остануваат, некои одат. Мене ми е многу драго што имам човек како неа во животот, што ете дошла во мојот живот и се уште е тука, баш онака некој со кој што можеш искрено да се поистоветуваш, искрено да разговараш и кога ќе го кажеш зборот пријател да е стварно тоа така, во секое време и за секогаш се на неа. Ме кажавте за пријателството, ама не ми кажавте ништо за мрачните тајни. Сега зависи, знаеш како тоа е и нели перцепција кој што како перцепира. Знаеш, јас стално викам едно, кој не е грешен нека фрли прв со каменот. Меѓутоа, не сметам дека имаме некои мрачни тајни кои што било кого загрозиле, така што едино се што ние сме направиле како постапка во нашите животи, се јас зборам во заедничко име како древен адвокат, ама кажаме стварно сме многу слични. Така што сметам дека не сме загрозиле никого, никој не може да не покаже со прсти да каже дека сме лоши луѓе. Така што тоа е најважно. Освен самите себе си, заборави да кажеш. Самите себе си, пак кажав, на наша штета, многу греши. Ама вака па пријатели која ќе си викнеш пример да ти бидат гости. Многу е убаво, знаеш зашто? Затоа што вие сами ќе си се надополнувате, јас дури некогаш и не морам ни прашање да поставам. Може само да се повлечам, вие ќе си направите разговор како да сте на кафе негде. Ја и не се надоврзав многу за да не се надоврзам на некој предпоставам од следните прашања. Ајде сега ќе почнеме со прашањата. Ајде прво со најактуелната тема моментално која што ни е во државата, сега како вести малку. Ве плаши ли
она што се вклучија камерите на Safe City. Какви возачи сте? Ви стигнали казни? А мене се уште не, ама имам среќа бидејќи колата ми е на сервис. Заради тоа не ја возам од кога се вклучени камерите. Иначе до сега ќе ми стигнаа сигурно 14-15 казни. Тоа со казните стварно една добра идеја, иако ми е пресмешно, уште не сум навикнат дека луѓето лазат по улиците. Меѓутоа Скопје е еден запатен град, а многу мали улици, прометни булевари, да кажеме исто пешачки и слично. Така да јас ја поддржувам таа идеја искрено. Не го кажам ова без разлика што сум возач. Ја никогаш не сум бил непретпазлив во сообраќај, ниту па возам брзо каде што не е дозволено. Така што за мене не би имало проблем. Секој што ќе направи таков пристап, бидејќи сме виделе какви све тоа последици носи, нека биде спремен да си ги сноси последици. Наташа како возаче сега ме интересира, нели очекува казни? Очекувам казни. Мојата кола е во паркинг служба е во паркинг Најредовна? најчест гости на подси како и да се вика. Дај ми еден апел. Значи не знам дека од мене живеат тие таму. Ја правам да со паркирање тие, некако стално ме мрзи со штикли да одам до ваму, до таму, па не знам. Ако треба да излезам негде панели, и обично заборавам да пуштам пораки. Уствари ја заборавам да си извадам налепница од општина центар, дека сум општина центар и можам да се паркирам. Ја заборавам и од мрза тоа го немам направено. И од мрза си плаќаш Од казни? мрза си плаќам казни. Пример, не те мрзи да отидеш да си ја земеш, да ја вратиш? Не, ја мора сега да се надоврзам. Ајде. Најчесто е крената бидејќи не е прописно паркирана. И тоа, да држи вода муабетот, не. Затоа што јас, на Не се пример, пробив. научив една таква лекција, имав истата фаза, знае и она, имав малце помал автомобил кој што многу лесно го пикира. Сега како што имам некоја информација дека неколку само пајаци можат да кренат потешки коли од 2 тона. Значи сите да си купиме по 2 тона коли нема. нешто по Мојата ја Да. криваат без разлика што е 2 тона, ја Да. криваат пак. Да, еве ова кај ми е новитет, заради тоа што јас претходно бев исти. Цело време знаеш како ќе газиш малце од линијата на пешачкиот или си се оставил некаде. Запатен е градот, меѓутоа сепак и тоа не е одговорност и треба да го промениме. Дефинитивно не, ова со Safe City е стварно супер, мислам, не Да. ова го кажам најискрено затоа што и нас свеста ќе ни се уклучи и на сите останати. Заедничка ваша работа е тоа што сакате многу да патувате. Почесто одите... И се занимаваме со убавина. Како? Двајцата се да. занимаваме со убавина. Точно. Добро, мене ми беше првично патувањето, затоа што многу често ве гледаме така на ексклузивни дестинации, каде работно. Што ќе прашаш, Иванче? Не, ништо сакав да ве прашам, само примерете како си поминувате, најчесто ве гледам во Миконос, па ете таму да ве прашам, како си поминувате. Многу убаво. И што е, пример, Ред. можам за таму да ве прашам, затоа што јас немам отидено до сега во Миконос, Не имам ми само... беше присладка како ти светна очињата, шубаво изгледаш, многу убаво изгледаш, мора да ти кажам. Фала ти. Исто и ти. Јас фала. не го пофалив твојот изглед, го пофалив пред да почнеме, Ајде, ама многу заборавив дами, пред не ме камера. фалите. Не, во вакво друштво се фалат дамите, иако ти благодарам. Знаеш како, Миконос е една дестинација која што на двајцата ни е омилена, а верувам дека и на секој ден кој некогаш ја посетил. Некако тоа е некое едно место што секогаш те враќа назад, необјаснива енергија. Дури ја имам една ситуација каде што мештанин, мислам, староседелец на островот, во 7 часот наутро, кој го вазеше дворот, викам, дали сте, викам, вие од тука, баш од тука, од Миконос, да? Ми објаснуваше историјата зошто е таму толку многу силна енергијата уствари. Добро, зашто? Заради тоа што токму Миконос не е ништо посебно, една пустелија со пар локали. Да. Мислам, тоа стварно го имате секаде на Да. било кој друг грчки остров, меѓутоа е неспоредлив со ниту еден друг. А тоа е бидејќи островот, како се викаше, историско место, можат луѓето да најдат на Google, јас сум многу лош со имиња. Добро. А историја никош нешто посебно не ми одеше, не е нешто. За островот, за Миконос ми Така, збориш, тоа... Да, имало некој остров кој што е баш близу до Миконос, Аха, не може добро. да изгуглаат да не лупетам сега, каде што уствари сите живееле, веруваат дека се тоа биле и боговите и слично. И таму уствари сите оние кои што биле во тоа време осудувани за блуд и разврат, уствари ги
носеле мртвите тела на Миконос. Миконос бил како Ова мртовечни. Леле, што кажа? Кои што биле осудувани за блуд и разврат. И затоа и ден денеска не се Затоа лажеме. блуд и разврат. Значи да, тоа сакам да Што стои она What Happens on Миконос, Миконос бидејќи некако буди, види не дека ние сме дел од блуд и разврат. Како тргнав ја ова сам себе уканалил. Сам себе си го убил. Да, сам себе убил, да. Али дефинитивно има нешто посебно, една посебна енергија, многу убав круг на луѓе, едни конекции, посебно доколку се занимаваш со уметност некако, тоа е толку едно широко поле на квалитетни конекции, квалитетни луѓе и стално можеш некако да кликнеш и каде и да патуваш да се јавиш на некој кој што стварно е блиску до твојот дух, бидејќи пак Миконос го одбираат, морам да кажам, една спешал група на луѓе, иако ги има и оние дисквер луѓенца. Ја ги викам дисквер, Што се дошле да си проверат. што штикале онака за да отидат таму барем на неколку дена, меѓутоа не осудувам, треба да е тоа така, иако јас сум стално за тоа колку ти е долга чергата, толку и нозете. Не би им препорачал на луѓето да одат собирајќи пари да го видат, туку кога ќе дојдат до еден таков левел, да си го дозволат, бидејќи само така може и да го доживеат. Така, каков одговор ми даде. Сега тука. Како го изрекламира Миконос, браво. Да, треба да ти дадат од каво така треба. Да. Мешче Ќе ги тагнам. Ќе ги Јас тагнам. пошто 3 месеци со на Миконос во секоја година, исто слушнав дека оден мештанин, дека Миконос е за тоа дали знаеш дека Миконос, секоја фамилија на Миконос што има своја црква. Значи они имаат секоја куќа и секој мора да има изградена своја црква. Преубаво е местото, има стварно преубав вајб. Јас сум била прв пат 2004 на Миконос. После некое време паузирав и после со Даниел. А што правеше тогаш? Работеше и ти или? Не, бевме со другарка, бевме на одмор. Така. Млади бевме доста, случајно бевме на Крит, сакавме да работиме, да. Бевме на Крит, бевме некој време низ досади и некој ни кажа од таму како кој е најпарти. Не бевме мали стварно, бевме млади многу. Кој е најпарти остров, викаме туку Грчка и сите Миконос и јас викам, Тања, мора да отидеме ние на Миконос. Ајде, идеме. Се спакувавме со бродчето, отидовме на Миконос, само што влеговме на островот, буквално се заљубив во тој љубов на прв поглед. И сега тука луѓето ќе кажете, од каде бе Наташа ти толку пари од 2004 на Миконос да идеш? Па и 3 месеци да седиш. Аман веќе со тие пари и со тој Миконос. Самохрана бизнисменка сум јас, како да ви објаснам. Пред некое време не бев самохрана бизнисменка, бев 15 години во врска со човек кој што нели нормално може да си дозволам сите тие работи. Јас и Даниел летувавме едно лето на јахта, цело лето на Миконос, си поминувавме супер и Мајле, кои луксузно. си тие глупи моабети, мислам апсолутно, знаеш како. Апсолутно се согласувам со тоа. Влагањето во ајде да кажам во новчаник на човек во денешно време е апсурд. Сега ќе ти кажам нешто. За сите убави жени се коментира исто. Па да ти кажам искрено, не е ова само хендикеп кај жените. Некако мислам дека, веруј ми, еве ти кажам. Па затоа и ова самохрана бизнисменка, еден другар ме нарече така. Бизнисменка ќе ти го користам да знаеш, ја патентире го. Од кога останав сама, нели во бизнисот, мислам нормално, претходно има поддршка, јас тоа не го кријам, и од кога останав сама во бизнисот, другар ме нарече дека сега мораш малце повише да се изфорсираш, бидејќи во моментов си самохрана бизнисменка. Тоа е најдобра изјава. Меѓутоа, ако анализираме колку е самотажно, да предпоставам тој муабет може да дојде само кај некој кој што мене ми е жал и би сакал ова да се промени, и ова што ќе го кажувам за да точно тој профил на луѓе се замислат до каде се во животот, да коментираат кој од каде добро средства. Сум се нашол во таква позиција, ме коментирале и мене, те коментирале предпоставам и тебе, секој успешен човек. И јас стално велам едно, доколку платата, они не коментираат од први до пети. Додека имаат плата, тоа не се коментира. После тоа, кога се нема плата, се седи дома на тастатура и не коментираат нас. А имајте барем плата до 30, па на 31 оние месеци. Дај Боже, нека имаат сите, така ќе бидат исполнети. Да се стремат кон тоа, да се исполнети, среќни, успешни и секој да има прилика да патува, да отвара видици, да шири хоризонти, а не да коментира кој од каде има средства. На крајот денот ниту ќе му ги даде, ниту ќе му ги земе. Да, така е. Наташа уште на сам почеток го кажа тоа со критиката кога зборуваше, само луѓе кои што ги величат другите луѓе, само тие можат да критикуваат. Во друг случај нема да ги интересираш и така тоа е тоа. Меѓутоа е тажно затоа што ние сме едно поднебје кое е полно таленти. Толку квалитетни луѓе и толку многу луѓе кои што
имаат потенцијал, Точно. а јас сум некој кој што дури имам, ајде да кажам, проблем со тоа што многу често го гледам потенцијалот кај луѓето, па го трошам моето време на себе, без разлика дали у емотивен план или у било кој друг. И тоа ми е една дијагноза која ја имам. Ако си рамо за плачење да дојдеме. Па, да не дојдеме. кажеме, меѓутоа и давам трпелив сум бидејќи го гледам потенцијалот, а после тоа испаѓа дека џабе го трошам своето време, не секој сака да го искористи својот Така, потенцијал. апсолутно. Знаеш, и така што Луѓето треба да едино работат на останува тоа. да биде тажно. Да, треба да работат на тоа да бидат по-добри луѓе, да се трудат да и самите по себе нели да бидат успешни, да не губат време на тоа што направил Другиот. тој, што прави оваа. Едноставно јас кога ќе видам успешен човек или жена успешна, сум се дивела на тие луѓе и сакам да бидам, сакам да бидам тоа, кога ќе се видам огледало да бидам тоа, а не да ја хейтам зашто е ваква или зашто е таква, па и на кој начин го добила тоа. Ајде да се вратиме на забавата. Јас да. пак да се вратиме Ајде на на забавата. Ајде на Миконос да се вратиме повторно. позновам Кажете ми се, кој на е Миконос. позабавен од вас двајца? Кој знае почесто да се испијани повеќе? Кој знае да биде подосаден можеби? На оваа тема јас ќе почнам. Мате ќе ми даде предност. Така е. Со Да, тоа да. што јас стално и давам предност неизе сати и сати, затоа што јас сум некој кој што стварно е експедитивен и многу брзо се спрема, 15 до 20 минути стварно ми треба да сум цаком паком, а она 7 пати се пресоблака, се слика, се снима во секој аутфит одделено, па по втора тура, значи имаме после тоа, знаеш, топ 3 аутфити, па после тоа след топ 3, Па и членови на жири. членови на жири се секогаш вклучени во таа мисија. Така што Точно. имаме ние тука многу и Процедури расправи и пред. забавни моменти додека исто така мртва трка е кој се журка Кој се повеќе. не за пијанчењето е мртва трка. Кој помалку пие. Кој помалку пие, значи мртва трка дали јас или Дани помалку пиеме, затоа што Ние сме најевтини да се начукаме. Да, уствари. да. Зашто на Миконос, пошто го зборевме Миконос, сите не се чуда и се смеја, ние, јас и Даниел пиевме ѓумбир цеден со лимун, со вода, со не знам што. Не излегување навечер. Фул. Значи Да. се журкавме фул. Доста бајле. Ние бевме качени, сестра ми знаеш, ми каже, Наташо ги измешаш шеивите што се дешава. И ја качена на маса, пијам, журка правам. Добро, шо ти е, сестро? Ги измешаш шеивите, кај шо имаш пиено? Пошто знае дека не пијам со чајави. Слабо пиеме, винцево гледаш го, али си знаеме се журкаме. А пример, еве вака, знаете ли некогаш да закачите на некој да го тепате од муавет? Па и муавет што не го интересира. Да бидеме сморови? Да. Значи, за смор категорија на луѓе има посебно ми ступи колот, тврдам, јас сум некој што стварно не го правам тоа. Дали се согласуваш? Не, се Дека ќе согласувам седна дека не го Ја имам една друга мана, а тоа е што мене не да Боже ништо да ме прашаш приватно, емотивно, интимно, ја таков сум, само жалам, како да ти кажам, а везе с везом нема. А при тоа аргета паштета. Кога ќе се отвори? Ќе се отворам, тоа е све, од А до Ш. Јас затоа стално сум викал на сите, што слушате мојавет и прашаме, ја Прашаме трансперенци мене. ќе ти кажам, да. Истата сум, до значи детали. затоа се поистоветуваме. Јас имав Така. една другарка и тоа исто го кажам често дека она ми викаше ти сама себе се оговараш. Значи како ти кога ќе те праша некој све Сама кажа, себе се вика, оговараш. Не се чуди после, ти сама себе се оговараш, све им раскажа вика. И јас стварно и после се преиспитав, стварно, ама не требаше бува така. Сега беше готово. Да. Па више си го кажала, Да, нека си да, оди. кој- Сега сакам да ве прашам тука да ми кажете вие мене. Еве вака на тие излегувања кои што ги споменавме претходно. Независно дали е Миконос или било каде. Од оние луѓе сте кои што се тепаат за да платат сметка или кои што се прават на трипл? Сега јас ќе кажам, ова молим те. Него ни постави прашањето, ама повели. Мора за Ајде. ние ќе си степаме кој прв да одговори. Значи Даниел и јас имаме стално проблем со тоа. Даниел стално се тепа да плати сметка. Значи ти исто. јас за Даниел кажам, за мене Исто. не. А дали е джентламенски да дозволам, на пример, жена да плати јас Не. тоа по полско? Он се тепа дали Ја со не се жена, сваќам. дали со маш, он се Јас, тепа. без разлика, види, јас стварно ми се свиѓа кога некој ќе направи гести, не се тепам верувај у секое издание, се тепам за оние кои што ги сакам. Не знам, со мене Кога се ќе тепаш. седнам со блиските, драгите луѓе, пријателите, некако ми е толку кејф, толку го правам тоа од срце. И иако знам дека многу често и ми замеруваат, секој ќе рече некој тоа е лажно замерување, сигурно на секој му одговара, не. Знам дека ми замеруваат бидејќи некогаш и луѓето сакаат да направат, ама јас сум плизер.
И јас сакам луѓето што се околу мене да ги правам среќни. А тие што требало да плаќаат сметка, а не сум сакал да платам, платиле. Тоа е добро, да. А зборуваме во ситуации кога седиме со пријатели и се, Даниела стварно тој и јас сакам да платам сметка, значи дефинитивно и ми коментирале луѓето, значи секогаш чекаат луѓе на тебе, али кога си со Даниел тоа е немогуче, значи дефинитивно Даниел, мислам дека единствената другар И не ми е џентлменски да дозволиш дама да некако плати сметка. Јас сум една друга генерација. Знаеш како вие сега джензи муабети кои ќе ги чујам, одат на дејт, пола делат Катастрофа. момче. Мислам за мене тоа, извинете вака сите момци, меѓутоа фатете си дечко. Да, Не знам види, зашто. види, Да. тоа е точно, меѓутоа, знаеш како, читав пред некој ден некоја статија, тоа е стварно точно, јас се слагам, многу е глупаво кога се делат сметки, меѓутоа, читав пред некој време статија една дека во Финска биле најуспешни бракови. Баш од таа причина, што партнерите си ги делат Не. Не давај такви, не давај такви предлози. Не, во Финска може да имаат најуспешни Затоа ние не живееме во Финска, не, Зашто? ние живееме Не. во Ние се Македонија. Балкан. Ама и Иванче, да не се лажеме, скандинавските земји тврдам дека имаат бракови најмногу од интерес. Не светам кој има поише пари или кој нема поише Да. пари. Значи сега се Па ја случува и да некоја немам, ситуација ќе ми каде даеш? што да, јас и Даниел. Значи да, јас и Даниел си делиме све и со пари, и со све си помагаме. Па, таму Значи работи. тоа е многу ретко такво пријателство да најдеш. Стварно се ова не го кажуваме. Па се стварно, ако као и да немам, го ќе фалам, кажам, ќе ми дае. знаеш. или Фала да Богу, се фала фалиме, него Богу. јас сум среќна што го имам, искрено, значи ова го кажувам и сите го знаат и сум го кажала, јас сум среќна што го имам, значи можеме да се потпреме еден на друг во целост, во све. Значи тоа е реткост да го најдеш во денешно време. Кој е вашето најскапо искуство до сега? Без разлика патување, доживување, без разлика дали сте го платиле вие или ви го платил некој друг. Независно. Најскапото искуство кое што сте го имале до сега. А откако ќе споделиме, мора да кажеме дали сме го платиле ние или некој друг. Не, без разлика кажав. Шегувам се. Па што знам, јас у принцип имам една... Може да ми кажеш сума, колку чинело. А не мора да ми кажеш кој го платил. Па, Нека тоа ти остане кажам. како мистерија. Па сега, ако нисум го платил, како ќе знам колку чинело? Сигурно имаш изгуглано после тоа, да видиш ли оде. не го правам тоа, мислам тоа ми е нешто кое Добро, ова ми беше са така го измислив. Да, меѓутоа не би гугл, не, тоа ми исто како онака на подарок да барам етикета, не. Гестот е важен, меѓутоа Како би ќе рекол знаеш дека- ти дека е најскапо ако не знаеш која е сумата? Знаеш како? Сјајно. Друга Знаеш страна. Да, Свети знаеш Бог. по сјајот. Еве, например, по сјајот на нешто. Не знам што да одговорам. Diamonds. Тоа беше Каво Тагу на Санторини. Тоа е многу ексклузивен ресорт, тоест како вила беше, со приватен шеф, со слично. Викенд станува збор. Меѓутоа, чинеше некои големи пари од типа на 7-8 евра. Јас отидов таму да спасувам врска пред пар години, кога беше многу актуелно. И замисли, не ја ни спасив врската, а парите отидоа. Така што, верувај, онака, тоа беше еден период кога и храната низност излегува, меѓутоа, ете, го памтам у секој случај како едно искуство. Добро, Наташа, ти имаш некоја таква или не ти текнува? Па имам повеќе скапи искуства. Да. Сега скапи искуства, да. Значи имам меѓутоа сега да издвојам некое, не знам како скапо патување или како скап подарок или Вечера во како Како што Мишелинска сакаш ти? ресторан. Да, затоа го кажав како искуство, затоа што diamonds се или е. како Да. скапо. Па не знам Се да од би тоа искуство. издвоила некое, мислам Да. стварно немам некое посебно. Кажете ми кој лаже повеќе од двајцата? Он. Она, Он или она? Јас. верувај, значи... Ти лажеш повеќе. Јас Чекај, лажам може повеќе. да го определам ова во Немој да лажеш сега тука да се... Не се смеј. Озбилно прашање, озбилен одговор. Натке, ајде да бидеме реални. Двајцата не лажеме воопшто. Вау, Ова сега ми се мислам свиѓа. дека двајцата повеќе не можев Ова ти ми да се излажете. свиѓа, да. Ејте, гледаш кој лаже повеќе? Како што он знае да одлуми, не знае Нема никој. везе, сите лажеме, да не се лажеме, само многу е важно да не се заиграме со таа алатка лага и да си го трошиме сопственото време. Ја велам, тоа е за една многу интелигентна маса на луѓе, ама при тоа и за луѓе кои што не се многу исполнети на многу полиња, па имаат време, па го памтат, Па може се да, неуплеткуваат за да и слично. лажеш треба да си високо интелигентен Треба, ама на крајот од човек. денот па што ти вреди? Кога можеш да бидеш свој и да кажеш се транспарентно и гајле да ни ти е, кога ќе стигнеш таа фаза во животот е многу поважно. Јас сум дефинитивно у таа Така е. фаза да немам потреба Си никога за кажеш ништо да лажам. тоа што мислиш. Добро, Наташа, кажи ми, да бидеш пример во тело на еден маж.
24 часа. Што би направила? Што би помислила? Што би изнаправила се? Добро праша, стварно не сум размислувала никогаш на ова. Кој е пикап лајнот, а? Кажи што бе. Патам најдобрите женски. Не за стварно нешто би направила маш. Јас уживам што сум жена. Не, јас уживам што сум жена, знаеш дека не сум размислувала да бидам во тело на еден маж, што би правила? Стварно уживам да сум жена. Не знам бе, можеби ќе разгледуваш околината како би се однесувала, можеби ќе видиш ете тоа што кажа. Можеби ќе научам, да, што сакаат мажите. Ќе гледаш од нивна перспектива. Ќе гледам малку од нивна перспектива, нели, дека да грешиме во тие машко-женски односи, да научам тоа евентуално, да сватам тежината на мажот, бидејќи добро некогаш стварно размислуваме и мажите имаат голема тежина, големо бреме носат, дека секогаш е тоа што го коментиравме сега барем на Балканот. Секој маж треба да има средства за да задоволи една жена, ако нема средства, тој да е лепотан дечко, не може да фати девојка. Тоа е многу фрустрирачки. Јас искрено сум многу емпатична и таквите мажи. Мислам, жал ми е за машкиот род. Не сакам да бидам маж, меѓутоа ми е некогаш жал кога ги гледам и жените какви знаат да бидат. Сега Наташа види вака, да ти било жал, тогаш ќе си фатала некој дечко што немал денар. Ти имаше милионер. Па за тоа никој не е информиран, бидејќи сите го зборат тоа што сум имала милионера, кога сум имала некој што нема динар и што сум го сакала и што сум била од љубов, тоа никој не го коментира. Да, лично сум јас сведок дека имала и такви ситуации, тоа луѓето се заблуда и Јас и Даниел сме многу љубовни створења. Ние знаеме многу да сакаме. Ова шала на страна, стварно, ние едноставно сме полни со емоции. Точно е дека да. Значи јас знам да се заљубам во милионер, знам да се заљубам во некој што нема. Значи јас се заљубувам во душата, не се заљубувам во парите. И имало моменти кога сум била, можеби јас не толку реализирана, па мене ми импонирало кога седи човек остварен до мене. Јас сум учела на тој начин. Во животот имаш многу етапи. Многу убав одговор ми даде сега. Сум била во некоја етапа од животот каде што сум мислела дека се заљубувам во тој човек. Мислам се заљубила во човек кој што има многу, кој што е успешен, баш поради тоа што мене тоа ми недостасувало. Мислам, тоа е веројатно посвесно, не свесно, не на свесно ниво. Ти импонира таков човек да те сака, ти импонира да учиш нешто од него и кога ќе го надраснеш тоа, сега да не биде ова грубо, него доаѓаат ситуации во животот кога ги надраснуваш некои работи. Тогаш веќе не те занима како е финансиски партнерот, дали е финансиски мокен или не, ако ти можеш да си дозволиш тоа што ти се свиѓа. Значи мене ми е у принцип јас не сакам, како што кажав, не сакам лажно да моралисувам и да викам дека сум јас. Не, сите сакаме пари, сите сакаме. Јас сум хедонист. Јас сум бикол хороскоп. Јас сум хедонист, јас сакам убаво да јадам, убаво да шетам. Мислам, баш сакам луксус. Убаво да се облечеш. Убаво да се облечам. Сакам скапи ташни, сакам убава кола возам, значи сакам се. Ако јас тоа сама не можам да си го дозволам, можеби ќе ми прија кога некој ќе ми помогне, кога веќе можам сама да си го дозволам тоа, мене ми е битно да ме на партнер кој што ќе ме надополни емотивно. За ова јас ќе ти дадам еден аплауз за тоа што вистински го мислам тоа и си го заслужи. Ова што го зборувам, Даниел, ова што го кажа сега беше беше стварно од срце, да. Од срце кажам, не го мислам и стварно не бирам партнер според тоа, не го бирам партнер. Проблем е кај мажите кога немаат, тогаш си фрустрирани, он знаете мо третира од тој аспект. Да. Меѓутоа, ради тоа. Тоа јас ќе се надоврдам дека без разлика ако немам барем блиско нешто, тоа може да биде супер љубов, сведат. За него може да биде фрустрација, не за мене. За мене јас се осеќам супериорно, јас се осеќам топ. Јас сум супер, ја имам, ја можам. Јас се осеќам супериорно како што некогаш некој маж се осеќал покрај мене. Кога сум била јас мала, не се уште недоразвиена, неостварена и знаеш, сега гледам какво е тоа убаво чувство, мислам да се осеќаш супериорно, некогаш да се осеќаш ти дека си водич во нештото. Меѓутоа јас сакам љубов, чиста љубов, стварно. И ќе умрам и пак ќе сакам љубов. Значи, и нема да најдам до крај на животот, мислам дека најдеш, немој така да зборуваш. Сакам да фантазер сум, сакам љубов. Ти бе за таква девојка, прекрасна девојка, како што кажи, само остварана на сите полиња, не ни смееш да си го помислиш тоа дека нешто не може да биде, се може да биде. Само треба доволно голема верба. Ке си одиме пак кај очева црква, не се секирај. Па што? Може уште не е роден? Па може уште не е роден. Па реално,
Се не знам до кога ќе бидам плодна, тука малце. Тука малце сега се сум. замрзнувајте Има и за тоа чари и решение. Замрзнати јајцеклетки, Пошто така што мечтам немаш детето да го родам со совршениот партнер, со најголемата моја љубов, знаеш, а веќе години си ги направи и јас си уште мечтам за совршена љубов, за неповторлива љубов, за Види, мислам дека секоја жена потајно или нетајно, Верува, и секој маж има. да, и секој Да. маж размислува за истото и како што мажите бараат совршена жена за нив, така и ние си бараме некој совршен за нас и сега дали е тоа добро или не, дали ќе кориме по прав пат или не, дали пропуштаме прилики или не, тоа е прашање кое што никогаш нема да го знаеме одговорот. Животот е школа Така е. и веројатно овој веројатно сега треба да го научиме тоа за нареден некој живот да го живееме посвесни. Здравје Боже. Ако веруваш во тоа. Тука да се вратам јас кај Даниел. Даниел, да бидеш во тело на жена 24 часа, што би правел? Ќе отидам кај Даниел Николовски да ме нашминка и да ми направи фризура. И кај Наташа да И кај извежбаш. Наташа да ме извежба, да, и да си сончам и све тоа. Па некако, знаеш, за вежбањето не може од 24 часа да имам некој страшно голем ефект. Меѓутоа, ајде, еден солариум ќе удрам. Ајде уште да ве прашам само какви партнери сакате, после тоа префрламе на тема кариера и после тоа ја каниме Емче да ни дојде заедно со нас. Какви партнери сакате? Што е она што ве привлекува кај партнер? Еве, Наташа нека ми каже. Мене ми, како што кажав, ми се менуваат критериумите. Исто. Секогаш И кај мене од ден различно. за ден. Во овој момент сега, од оваа перспектива, значи не зашто ќе биде за 3 дена, ама од оваа перспектива. 3 дена. Се шала малку. Од оваа перспектива, мислам дека сакам првенствено, најбитно од се добар човек. Добар човек може да биде изгоден, али пред се добар. Да. Ти како ова кампањата што беше за градоначалник. Човек пред се. Да, точно, човек пред се, ама шала на страна. Стварно добар човек, пошто мене тоа е нешто што ме плени. Добар да има смисла за хумор, интелигентен секако. Тоа си иде уз тоа добар човек и помалку згоден. Та и ќе го извежбаш кај тебе, така што не е Јас страшно. искрено, Ајде, уште Даниел. ако направам една ретроспектива на моите избори, не можам да кажам дека имам конкретно нешто што сакам, валјда си уште истражувам, барам и све, меѓутоа дефинитивно најважни ми се некои работи од типот на разбирање, лојалност и почит. Се додека некако го има према мене, можам да се носам со немам сега нешто конкретно, ајде, тоа мора да биде така. Така да валјда заради тоа што се истражувам, се уште неам конкретно што да кажам на таа тема, меѓутоа се надевам дека ќе дојде и тој ден. Јас исто како што кажа и Натка, многу сакам љубов, живеам за љубов, ние сме тука од љубов, нели, дојдени на овој свет. Така што, дај Боже, поскоро да ни се деси. Што би рекла мајка ми, ти Кирко, касно се оздреваш и ти исто. И ја касно се уздревам, дефинитивно. Фокусирани на работа, на толку обврски, Па на добро. чуда, некако... Па тоа не е лошо. Па Се да, ама види. има една предност, јас стално тоа го викам и сега посебно ме радува последниве години што некако почесто помлади се осудуваат исто на брак, на слично и да се вратат на оној стар метод да созреваат заедно луѓето. Да. Мислам дека најквалитетни Ама за тоа не треба да се односи- вратиме во годините наназад. Па не мора да се за вратиме нас. во годините, може само да се сменат оние, пак да се вратат перцепции каде што сега ако немаш стан и кола и автомобил, ти не можеш да влезеш во брак. Порано некако граделе све заедно. Затоа што се И- женели мажеле помлади. Па на тоа И растеле заедно. Сега ти пример имаш се. созревале. Како не можеш Па тоа да се сакам да градиш. кажам, затоа велам мене таа фаза некако ми е прескокната и малку ми е крива, затоа што е од токму тој период градев кариера, стварно работев многу, некогаш по 12-14 сати на ден, кој имаш па и сликање, снимање, знаеш колку тоа знае да биде напорно, а тоа беа некако години што ако не го направев тоа да работам, ајде да кажам, толку многу, денеска немаше да ги уживам, нели, доблестите што ми ги донело тоа или бенефитот денеска. Така да се надевам дека тоа можеби и не ми е прескокната фаза, ќе покаже времето, верувам дека ќе се случат и уште многу љубови, Ќе се случат, убави, така е. истрајни. Со едно, ајде да кажам, и да почнат па и некои што завршиле оставиле убав спомен, нека има и такви, ама нека има и една на саглам некаде. И сега ајде да свртиме малку и на тема кариера, затоа што воопшто не ја споменавме кариерата, освен Наташа што кажа дека е како соло бизнисменка, така беше? Самохрана. Самохрана, се извинувам. Добро, па пак е тоа, самохрана соло исто. Наташа направи еден ребрендинг на да. фигурила, така што ќе те оставам да кажеш она што тебе ти е битно. Јас ја ребрендирав фигурела, значи многу години, 16 години, како што знаете, бев фигурела.
Сакав да променам нешто во работата, да донесам поиновативни апарати, со стариот тим, со успехот што го имавме од Фигурела, само донесовме поиновативни апарати, поиновативен метод, го склопивме доброто и модерното, доброто што го имавме од Фигурела и сега уште помодерно, и направив свој бренд кој што се вика на тела, нешто што ќе се идентификувам поред тоа и здраве Боже ќе биде франшиза некоја која што ќе ја ширам како што ја беше франшиза Фигурела. Ке дојдеме, ќе ги пробаме справите, нема Обавезно. никаков проблем. Даниел, тука тебе ќе те прашам, дали пример би ја променил, со која професија би ја променил моменталната професија, да би морал? Дефинитивно нешто поврзано со уметност, архитект. Даниел, кажи ми, кој е твоето мислење за истополови љубови? Ако сакаш да ми го одговориш. Дефинитивно. Јас гласам за љубов во секоја форма и сметам дека дури е најглупаво нешто кога се осудува интимата на еден човек, тоест кој со кого е во 4 цида. Јас им посакувам на сите да се срекни, сакани, задоволни и љубов во секоја форма, а насилство и немир во ниедна форма. Така да Добро. љубовта победува секогаш. Ти, Наташа, истото го мислиш? Истото. Би била со девојка? Јас не сум била, но не значи дека треба да ги... Дали би била? А Дали си била? Не сум била до сега, од кај да знам, можда понатаму и ако некој види ако некој Па, ме реално. плени како индивидуа, дали е машка или женска, сега значи стварно во моментов сум насочена кон мажи. Во иднина, така кажа ти приеска. За 3 дена не знаеш како ќе ти Не биде знаеш, Не размислувањето. знаеш да. во кого ќе се заљубиш. Не И знаеш јас како стално ќе се сум заљубиш стоел и за не тоа. сакам да осудувам ништо, нити па да имам предрасуди према немам, навистина немам предрасуди према ништо и не сакам да имам предрасуди затоа што за све што сум рекла не, се ми се Оно случило стојала. после тоа. И уште едно прашање имам. Другарси и со Наташа и со Елена, а ти имаат двете заеднички бивши дечко и тоа пред во изминатите хороскопски години. знак. И хороскопскиот знак не го знаев тоа, еве сега го дознав, веројатно партнерот нивен ги привлекувал нивниот хороскопски знак бик. Кажи ми пример, ете, ти како во средина си се наоѓаше во целото тоа време? Па знаеш како тука немало зла крв, ниту меѓу нив две, за да јас сум нели најден по средина на приказната, напротив, они две се супер. Да, Мислам, да, тоа да, е да. Не, баш супер. Наташа ми изгледа, Натка треба да фаќам го за одговори. коса, Не, ја додолу. не. Зависи станува ако збор она ми за го тоа. фатила. Тоа беше проблем. Слушала. Види, тоа се бикови, они би биле посесивни ако актуелен дечко, Да, нели, да. поставувам. Меѓутоа не, тука немало ништо Да, такво, со Елена станува беше збор. беше завршено Многу одамна, одамна, да, така да. да немавме Не стварно е никаков брзо, проблем, да. не е мала временска разлика, иако јас на тоа стално сум велел дека љубовта не можеш да ја бараш и да ја најдеш, се случува. Така да ако се случила, најлошо е да кажеш не. Така да мене ми е драго што и двете дозволиле да им се случи љубов на таа адреса, иако нели те се тоа е приказна која не трае ни во Едниот и во едното другиот сценарио, случај, така. во случајот, меѓутоа се надам дека имаат убави спомени, дека се денеска среќни исполнети. За минатото не е важно. Ете така, готово толку. Ајде да наздравиме сега. Дали за минатото Ајде. или не, ќе наздравиме Ма за и за иднината. иднината и за се. Ете така. Станеме? Опа, Ајде, како мака. станавме ова како за нова година тука. Па Немој да тука пиеме. ќе почнете да се Елко, пацувате. Елко, Не, така која Елко, другата да. песна? Ете, лево од тебе. Мислам, ова е новогодишното, новогодишното студио ни опремено од Аджико Хум Центар. Која песна ми кажа дека ќе ја отпееме? Ајде, 3, 4. Какво ще кажеш да се напием Ама и всички рефренот глупави. Па како беше рефренот? Кажи ми. Карај. Ја веќе играм. Јасно. Карај, червено. Направи за мене нешто откачено и црвено ни е виното. Нек слути на радост. Диво, нетипично, все едно какво, но нека е различно. Ја мислам дека Иванче време е да снимиш да пробаш и музичка Леле, кјути, а знаеш, некој ме праша пред некое време што ти е она неостварена желба, ама стварно многу сакам да бидам пејачка. Пусто гласот, ама има Јас аутотюн. глумица сакам да Не, бидам. супер ти Ајде, гласот да се сум седнеме. слушнал, јас и многу полошо. Кој што Да се знаеш. Емче, не мораш да си одиш Златна. Дојди си тука заедно со нас. Па секако сега веќе Емче ни на дојде. задача, значи. Емче е на задача, но јас сакам најпрво да ги поздравам Шаторизов. Шаторизов се наши поддржувачи уште од старт на нашата емисија. Го имаат најпрекрасното вино, со тоа ќе сложите. И вие. Југо Експорт ќе ги поздравам. Југо Експорт е салон за
луксузен мебел. Исто така ќе ги поздравам Аџико Home Center. Аџико Home Center ни го украси ова студио. Даниел, до тебе лево е Елка, не знам како не ја забележа или како не ја види, ама да. Ама не, да. Јас бев у дефокус, а мора да признам дека стварно. Ама видиш што ви припреми Аџико Home Center Многу за се вас. убави. Еј, Стварно, браво, да. сакам јас Леле, многу се колку радувам е на вакви слаба. работи. Повели? Хала. Леле, Таман многу е тоа ќе ти убаво. одговара. Да. Да знаат дека си направија проблем, дека се и ние ќе ги замараме да ни декорираат. Стварно е многу убаво. И фала. Ви благодарам многу, им благодарам и на Аџико што се тука секогаш со нас. Да ги поздравам Аристократ кафе. Од Аристократ кафе имате по 2000 денари виртуелен ваучер, може да го искористите во било кое време и да сакате да си отидете да до мраз. Може, може. гледачи. И сега, ајде да не должам многу, затоа што и онака кажавме премногу. Емче е тука заедно со нас за прв пат. Ајде, Емче Емче, се кога ќе видам одма разигра. на ден сметера. Македонија, добро вечер пак од вашата Емче. Спремнете се, ќе биде забавно во мојата рубрика Bros Rhythm. Зошто денес имаме две звезди. Што не само што носат гламур, Вау. туку тие се дефиниција за тоа. Браво. Благодарам. Тие се комбинација од гламур, стави и чиста забава. Фала ти. Ке ти прашам, кој е најчудното барање за шминка што си го имал до сега? Има многу. Али дефинитивно е некој мејкап лук кој што е со максимален неукус, а бараш професионален за да го направи. Од типот на стварно имало барања кога луѓето имаат побарување да дури ни професионално не е нанесена сенката, да не ја изблендаш добро. Има и у нашата работа многу и позитивни и негативни искуства, али ајде ќе го сумирам како погрешни барања од професионалец кој е шминкар. Добро, супер. Наташа, кога би можела да си го смениш плакарот со некој селебрити? Кој би го избрала? Да, Хајли Бибер, да, сега во моментов да не знам ми текнува. И не е толку многу сличен стилот, меѓутоа ми се допаѓа. Например, може да влезам во нејзиниот плакар да се пооблакам како нејзин. Добро. И Даниел, што е најсмешниот или наосекуван момент што се случил за време на сесија? Да одиш на посакувана локација на кој што ни се случи на снимање во Грција и снимањето треба да се снима например за Едисонца, ние мора да се вратиме за навака. Се заборава камера или се заборава обавезно нешто се случува такво, така што такви неочекувани ситуации, да кажам со несрекна завршница на жалост, имало многу. Меѓутоа конкретно нешто смешно ако треба да издвојам, тоа обично се пејачките киспрне како оговарање. Сега ако нешто споделам од тоа, претпоставувам дека за нареден пат ќе побарам дозвола и ќе можам да споделам нешто попикано. Добро. Ајде, Наташа, има ли некој моден тренд што го мразиш? Тие текува не. Не ми делени топуците, не пошто ги носам, ги мразев едно време. Ама сега не ги мразам. И па не ги мразам, во почетокот може би нема да ги прифатам, меѓутоа после некое време така ми се метнуваат и нема нешто стварно, нема нешто што мразам. Може нешто да не ми се допаѓа, меѓутоа после некое време ми станува прифатливо и више почнам да го доживувам како да ми се свиѓа. Како ќе ти наметнат, ама некој ќе ти наметнат нешто многу, знаеш, и тоа стварно све е тоа маркетинг, кога ќе ти го наметнат многу да го гледаш, Еве преска дискутиравме за оверсайз. Прво во почетокот јас осеќав како вреќе од тие оверсайз. Сега веќе не можам да се замислам од тести фармерки. Знаеш? Да. Се навикнуваш. Така е. Да. Даниел, знаеш, кога прв пат дојдов тука, ми беше страв да се шминкам кај било кој артист, зашто обично резултат не беа добри. Не може да не се добри. Но со сега тебе. Ти си преубава. Фала. Но сега знам на кого може да му верувам.
како Милена Косич. Ова е од Милена работа. Одлично. Да, многу. Стварно мора да кажам. Одлично. И сум ја видел работата кај тебе. Поздрав, Милена. Да, кај тебе на Инстаграм и стварно мислам има многу сега, еве конкретно и Милена како колешка, иако има многу во моментов мејкап артисти, посебно таа помлада генерација што мене изузетно многу ме радува, на кои што се стварно истрајни, успешни, креативни, професионални и би посакал да имаме уште толку многу за да можеме и ние да кажам како поднебие да бидеме некој мејкап тренд мејкери, како што еве веќе стана во Косово, во Србија, па се случуваат и мастер-класи и слично. Кај нас некако фали малку таа поддршка, а стварно имаме многу квалитетни мејкап артисти. Да. И тешко ли е да се направи добра шминка на некој со мојата боја на кожа? Не, заради тоа што шминката е исто така алатка која е потребна едукација. Заради тоа што доколку ти имаш соодветна едукација и познавање на тоа кои се чекорите и поставките, затоа стално велам. Не е поентата ти да гледаш само на Инстаграм и на Јутуб. Поентата е некој кој што има веќе искуство со тој тип на кожа и слично. Јас например последно имав една недела, тоа беше во Њу Јорк баш конкретно, за dark skin makeup, имав за Asian makeup, како што можете да видите, многу од моите последни соработки се инспирирани токму од азиската култура на шминката, например као Douyin makeup стил, кој што нели кај кинезите функционира и оние најмногу го работат или оние K-pop star icons, што сега е доста актуелен и низ Европа, меѓутоа се работи најмногу на нивната кожа. Сметам дека еден артист треба да има познавање од секој тип на кожа доколку има интерес. Бидејќи се пак тоа по различни стилови и почитувам доколку некој нема интерес нешто да научи, али дефинитивно професионален мејкап артист мора да знае и со темна кожа и останати други црти, бидејќи не е во ред да а и верувам дека е предизвик за секој да го научи. Браво. Ајде, сега малце да се забавуваме. Станав да играме? Да. Чекај, уживај. Едве чека. Ја одма станав да Може би нашите гости ке ни покажат страна што никогаш предходно не сме ја виделе. Дали сте спремни? За вас имам спремно игра Playback през бит. Како? Playback lip-sync. Океј. Да. Ќе изберете песна по ваш избор и ќе глумите дека пеете на playback. Значи снимаме спот. За оние кои не знаат, така се снима спот. Плейбек оди. Со дварату. Се прават липсинг. Без да пистите глас, само експресија и драма, знаеш, има TikTok микрофон. Да, со драма, експресија, знаеш, Јас и Ивана ќе биде без жири. Може. И ќе осениме кој е проекреативни и со повеќе енергија. Дали сте спремни? Спремни. Ајде. Чекај, овие прво фотки со чаша се. Ајде. Ајде, Даниел! Ајде! Хеј! Избега микрофонот. Даниел, lip-sync! Хеј! 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 Така ништо правеше, Кој е победник? Кој е победник, Емче? Мислам... се уплетка у кава. Мислам дека победник е Наташа, апсолутно. Јас мислам Наташа. Наташа? Да, мислам Наташа. Енергија, драма, Тој све. ден што го направиш. Да. Кој мислиш дека е победник, кажи? И јас мислам Наташа. Бевте
повеќе од нивото на задачата што требаше да го направите, ама мислам дека Наташа, дали дека беше женска песна, не знам ти што мислиш, Емче. И јас мојот глас ќе го дадам тука, знаеш како се сврти вака некако. Вака, со газот. Ти вајчаш, ама ја не ја видов и јас се Драги луѓе, вака нека заврши нашата денешна емисија, затоа што мислам дека премногу се кажавме. Јас ви благодарам што бевте вака и позитивни, и насмеани, и отворени за соработка. Нема проблем. Новата водителка Наташа ќе ја земеме во некоја од следните емисии. Може и пеачка да биде, ето така, се извинувам. Убаво ли си поминавте, само кажете ми. Да ни дојдете повторно. Македонија со вас се гледаме следна недела, па нека ви биде вака забавно и во вашите домови, како што ни беше на нас вечерва. Чао, чао. I will cancel the Smile, energy. Energy, smile. Energy, haide, energy. Ајде. Тој има двајцата да влезете. Big booty. Big booty, јас изгубен у памперса. Пуш пикозна, Дали да се не. памперски можев да тверкам. Си скаравме за плаќањето на сметката. Шо Миконос ке спомнува? Даниел плаќа сметки. Не, никогаш ти мене ми за пакета спетке. Направи за мене нешто откачено. Па што не пееш? Да. Ама нешто откачено, ај ќе пиеме добро, ајде шо.